Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со професор доктор Македонка Радуловиќ од Институтот за семејни студии, магистар Маријан Јанковски, Факултет за музичка уметност и дизајнерот и типограф Ласко Ѓуровски. Останете со нас до 11 часот. Добро утро во овој дел од денот. Верувам дека заедно со нас сте уште од рано изутрин, а во овој дел ќе видиме домакинки јас и мојата драга колешка Вера. Вера, и официјално добро утро пред камерите. Добро утро, Александра. Добро утро, почитувани гледачи. Верувам дека одлично ви започна денот со утринската Здраво Македонија, така ќе биде и во продолжение. Ќе го задржиме вашето внимание со убави и интересни разговори кои што ќе ги имаме денеска со нашите ценети гости. Александра, да ги представиме уште еднаш. Така, многу убави поводи, многу убави разговори, но да се ги поздравиме уште еднашка гостите. Веднашка дома на господинот Ласко Ѓуровски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добре ве најдов и благодарам за поканата. Многу ви убаво студиото, пријатно се чувствуваме. Драго ми е. На средина од ова убаво друштво, професор доктор Македонка Радуловиќ за прв пат во студиото на Здраво Македонија. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов и ви благодарам на поканата. И на крајот од ова убаво друштво, господин Маријан Јанковски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добри доматини, ви благодариме што не поканате, јас се надевам дека ќе биде супер. Така. Убаво. Да, убави теми ќе имаме секако. Имаме многу поводи, имаме многу за што да разговараме, но да започнеме со една тема која што верувам дека сите нам не интересира. Нешто што доаѓа од институтот на која што професор ќе верувам дека гордо го предавате како тема и проблематика, со оглед на тоа дека имаме многу предмети на истата, современи предизвици на семејствата во Европа, семејството и стратегиите на Европската унија, традиција во европските и македонските семејства, навистина интересни предмети кои ги предавате, но јас на почеток би запрашала семејството некогаш и денес. Семејството денеска многу се разликува од какво било семејството некогаш и ние често велиме дека животот кој што ние го живееме денеска во рамките на едно семејство или бракот кој што го имаме целосно е различен од тој што го имале нашите баби и дедовци. Семејството се менувало нели во текот на целата историја на човештвото, меѓутоа во последните неколку децении промените што се случуваат се навистина со еден голем интензитет како никогаш досега. И можеме да зборуваме за различни видови на промени, почнувајќи од структурата, од функциите на семејството, улогите на семејството, на членовите на семејството, генерално семејниот живот. Пред се, семејствата денеска се многу помали и бројат значителен број на помалку членови за разлика од минатото. Воопшто не се ни формираат низ годините. Не се ни формираат и сега во Европската унија постои еден тренд на живење сам. И најголем број на домаќинства во Европската унија според последните податоци се токму тие домаќинства со една личност, каде што луѓето живеат сами. За жал, овој тренд го забележуваме и во нашата земја и последниот попис ни покажа дека се поголем бројот на луѓето што живеат сами, меѓутоа дека се зголемува и бројот на луѓе што се во пар, во брак, меѓутоа и без деца. Така што дефинитивно македонското семејство е помало, иако на почетокот на 90-тите, што и не е некој голем период, броело отприлика 4 члена, денеска брои 3 члена, значи брачен пар кој што најчесто има едно дете. Се уште е доминантен нуклеарниот модел на семејство, што значи родители и нивните деца. Меѓутоа се зголемува бројот на еднородителски семејства исто така, но и се намалува оној традиционален модел на проширено семејство, каде што луѓето во минатото живееле повеќе генерации. Во однос на функциите на семејството, на функција на репродукција и на задоволување на сексуалните потреби, која што во минатото била причина главна за стапување во брак, за формирање на семејство, денеска речиси да не постојат. Затоа што знаеме дека не треба да сме во брак со цел да имаме сексуални односи, но не треба дури ни да сме во брак ако сакаме да имаме деца, затоа што гледаме дека дете може да се добие надвор од бракот, но може да се добие дури и без партнер, со помош на асистирана репродуктивна технологија. Така што таа функција на семејството можеме да кажеме дека исчезнува. Во однос на економската функција исто, ако луѓето во минатото стапувале во брак за да обезбедат некаква стабилност или економска сигурност, денеска сепак таа економска функција постои, но зазема една друга телесна димензија, така што стапуваме во брак од економски причини за да си обезбедиме удобен живот, да си обезбедиме луксузен живот, да си обезбедиме таков тип на сигурност.
И нашите истражувања покажуваат дека ако во минатото младите луѓе генерално стапувале во брак од љубов, денеска самите истакнуваат дека тоа е главна причина за стапување во брак се економската сигурност. Значи други интереси. Да, дури сметаат дека за среќен брак веќе не е толку важна љубовта како што сметале порано. Тоа зборувам за еден не многу долг период од 7 години каде што ние сме повториле студијата и забележуваме еден променет став на младите луѓе во однос на ова прашање. Понатаму улогите на членовите на семејството се значително променети. Ако порано нели таткото бил оној кој што ги носел финансите во домот и бил главен во донесувањето на одлуки, денеска веќе и жената има право на глас, значи таа се повеќе вклучена на пазарот на трудот и затоа нели се намалува и наталитетот и општо жените се повеќе фокусирани на кариерата, на образованието, меѓутоа и децата се сега активни чинители во семејствата затоа што тие имаат еднакво право на однесување одлуки, па дури сега имаме некако сосема друг однос. Важни ни се новите промени, можеби несоодветно вам да ви гупат прашањето зошто ова ни се случува, но се ова што ни го споделивте, можеби е доволна причина да нашите гледачи и граѓани размислат зошто ова ни се случува, да не зборуваме за истополовите бракови, да не зборуваме за сите девијации и појави кои што ги имаме и кои се повеќе ни се причина за да се запрашаме кон каде води човештвото, можеби. Да, јас исто така зборувам често и со студентите, кога бидејќи сега индивидуализмот е нели на раст и луѓето се заинтересирани само за сопствената среќа. Велам, тоа е во ред нели да сме индивидуалистички настроени и да не сакаме да имаме деца и да немаме деца, меѓутоа тоа е наше право, меѓутоа од друга страна е наша обврска да го одржуваме општеството и треба да размислиме каква иднина планираме да создаваме за новите генерации. Промени се дефинитивно многу, секојдневно се случуваат и очекуваме дека овие промени ќе бидат уште поголем интензитет. И ние често се шалиме со моите колеги и со останатите социолози вака на меѓународни конференции, дека за 50 на години од сега традиционалното семејство ќе може да се види само во музеи. Како некоја тура, како изгледало некој Но да се надеваме на подобро утро, професорка Македонка, вие сте и одличен символ. Имате многу член од семејство, така да не само што го предавате, она што го живеете, така да и убава порака и препорака може да дадете на младите идни генерации, дека може да се успее со 3 деца во семејството, но за тоа малце подоцна. Господине Ѓуровски, кога зборуваме за миграцијата, за промените, еволуцијата на македонската кирилица. И те како се борите за одржување, за негување и за зачувување на она што значи македонска кирилица, но колку чинителите кои што се важни и битни се грижат за истото? Па јас се трудам на секој начин да ја промовирам македонската кирилица, затоа што во ова дигитално време, во оваа технологија, очигледно македонската кирилица не се вклопува во стандардите кои владеат во дигиталната технологија. Односно, не можам да кажам дека заустанува, туку стои и назадува македонската кирилица, затоа што грижата за кирилицата не е адекватна на грижата за јазикот. Јас мислам дека тие работи, многу пати сум кажал, се неодвоиви една од друга, значи тие работи треба да функционираат заедно. Што би бил јазикот и што би представувало она што ние го кажуваме и го зборуваме, ако тоа не можеме да го запишеме. Значи, тие се работи што не можат да се одвојат една од друга и сходно на тоа треба грижата за кирилицата да биде многу поголема. За жал не го приметувам тоа, особено од одговорните институции во нашата држава, се приметува отсуство на грижа за македонската кирилица. Да зборуваме за учебниците и за се она што како фонд се користи во истите. Така е, да, учебниците се посебна приказна. Мислам дека треба особено внимание да се обрати на учебниците. Јас имав прилика сходно на мојата работа да ги анализирам во последниот период учебниците што сега функционираат во основното образование и можам да приметам дека пристапот е според мои разбирања на оваа тематика погрешен. Погрешен во смисол што еве ние да појдеме од едноставниот факт што пишувањето започнува со рака, затоа се вика секој човек има сопствен ракопис според кој можеме да го идентификуваме. Меѓутоа за жал во учебникот за прво одделение ние немаме ракописно пишување.
порано тоа го имавме. Краснопис Красно постоеше. да, Да. и оние тетрадки каде што се Точно вежбаше. така, со Па се линии, почнува се со знакови, со полжавчиња така натаму, каде точно што се така, вежбаше точно. раката да биде. Тоа сега го нема во учебникот за прво одделение, значи не постои воопшто, исклучено е тоа, а ракописното пишување мислам дека е основа на начинот како човекот Се ги изразува. совладува, човекот, детето како ги совладува буквите и на тој начин учи како да пишува. Така. Сега за жал немаме ракописно пишување во учебникот за прво одделение, имаме печатни букви и интересна работа во вториот дел од учебникот имаме научете да читате и да пишувате латиница. А кирилицата? Имаме кирилица печатни букви, меѓутоа ракописни букви не постојат, што би било логично да ние започнеме со кирилица и да продолжиме со латиница. Јас апсолутно се согласувам дека тоа треба да го има, меѓутоа е погрешен редоследот. Исто така во буквите визуелно децата ги разбираат, ги сваќаат, а тука отсуствува начин на визуелна презентација на буквите на некој стандарден начин. Ние прво треба да знаеме како изгледаат буквите. Така. За жал, немаме ние стандард во Македонија како изгледаат македонските кирилични букви. Дигиталната технологија отвори многу полиња за работа и сега веќе се класифицираат многу повеќе групи на фонтови кои нудат различен визуелен изглед. Да. Меѓутоа, треба да имаме една основа врз база на која ќе се прават тие разлики, ќе се развиваат понатаму. Ние таа основа ја немаме и затоа јас се посветив во последно време на тоа, всушност на една стандардизација на македонската кирилица, на изгледот на македонската кирилица. Кој што како фонт ќе го имаме имплементирано секаде за употреба Така, во ние кога дигитално. ќе имаме основа, ние таа основа можеме да ја развиваме. За жал сега немаме основа. Да. Например, во Институтот за македонски јазик нема основа, немате визуелен изглед на македонската кирилица. Јас често ги прозивам, ги кажувам. Институтот треба да е таа институција која што ќе го понуди тоа на сите и да може сите бесплатно да го преземат тоа и фактички да тоа служи како основа за понатаму како би требало да изгледаат нашите кирилични букви. Да. Тажно е што создаваме и што развиваме и дали идните генерации ќе знаат и ќе го препознаат македонското кирилично писмо кое што ни е оставено со генерација и тоа доправа ќе зборуваме. Но професор Јанковски, со вас може да зборуваме за и како важна работа и тоа е она што го имате пред вас, што го издадовте, создадовте за еден инструмент кој исто можеби ќе го ставиме во заборав. Дудукот. Покажете ни ја книгата, јас се надевам дека нашиот колега ќе успее да го долови ова книжевно издание, кое што го имаме од професорот Јанковски. Споделете ни, што имате врамено во ова книжевно издание? Ова е еден макотрпен, да речам, долгогодишен процес на работа во која беа вклучени многу луѓе, а се започна некаде 2005 година. Значи 20 години работевме на ова поле. Повеќе бевме сконцентрирани, значи направивме една свесна организираност во централното градско подрачје на град Скопје, значи не отидовме во селските или помалите средини каде што се негува традицијата повеќе за разлика од тука од главниот град. Идовме на за нас преголем еден интерес од младите дечиња кои што верувајте дури некои не ни знаеа што се народни инструменти, ниту виделе во животот како изгледа. Важно е да се слушне ова. А сепак тоа е нашата традиција. Да, она кое што на некој начин и само идентификација, нели? Да. Се идентифицираме преку музиката најчесто, преку ритмот и така натаму. И започнавме прво 3 години бевме на истражувачки процес за одделенска, предметната настава од 5 до 8 тогаш, а после нели од 6 до 9. И таму ги опфативме сите народни инструменти кои што се општо познати, кавал, тамбура, тапан и така натаму. гајда. Да. И понатаму, тоа од 2008 година, самиот процес и бараше да се продлабочи цело тоа истражување и да навлеземе во одделенската настава. Сега тука, кога зборувам во множина, значи зошто зборувам во множина? Затоа што тука беа вклучени многу луѓе, беше вклучен факултетот за музичка уметност во Скопје. Тоа беа моите први почетоци кога јас се вработив на факултетот од 2004 до 2007 година, после на универзитетот Гоце Делчев кога се отвори преминав. И благодарение на класата на професор Драган Даутовски, на професорката Дмирија Коларовска, Викторија, нели,
која што беше професор по методика на музичка настава, на наш предлог, одлучивме студентите како идни наставници да продолжат да работат да се обучуваат на некој начин во основните училишта и да дојдат до реални сознанија утре да го применат истото. И по предлог на професор Драјан Даутовски, кој што пред неколку години ми сугерираше да се задлабочам со пишување на текстот, ние јако го имавме текстот, но да се отргнат оние работи што Така, не господина беа Даутовски, потребни, како чувател на македонската музика, традиција и на се нешто. Столб, вистински столб. И сето тоа на крај вроди еден плод кој што ние, го добивме како таков. И јас се радувам, зошто го спомнав и професорот, затоа што тој по последниве неколку години издаде 6 капитални дела и многу ми е жал што македонската јавност многу малку знае за тоа. Така. Значи, кавалот во Македонија, тамбурата во Македонија, оркестар на народни инструменти, за топчестата флейта, што се пронајде, за метроритмичките структури и сега дополнителна литература влегува во образованието, оваа книга. И тоа е на некој начин еден процес кај што тргнавме од пракса во теорија, кој што ни даде и ни дава се уште еден мотив понатаму да работиме. Тоа е околу книгата. Сега, зошто? Затоа што одлучивме има многу работа. Еден век е премалку да се завршат некои работи, затоа што гледате кога 20 години се насочува само на одреден инструмент што останува за останатото. Инструментиве кои што се малечки, како дудуче, блокфлейт, однакво двојанка, дудуче, двојанка, и да го видиме. Имаме шупелка и така натаму, или така наречени детски инструменти. Овие во минатото бие дел реалност од секојдневието на македонскиот човек. Така. Кога тој го исполнува слободното време. И сега она што ние можеби на некој начин ќе го сватиме како фраза за подценување, дудуче, кога ќе го навредиш на некој... Така, да. Често се користи како навреда. Кога што Македонија дудуче знае да се користи за мало детенце. Така. Значи тоа малечко. Овие кои ги свиреле инструментите нас ни оставиле еден аманет, но и еден код кој што нас како народ не одликува, за разлика од сите околни, па дури светски народи, кои што ни оставиле таа слободна безмезурална мелодија, односно ние денеска ја нарекуваме езгија, која што се исклучиво се креирала во планините и во полињата. Во планините и полињата се креирали семејства и многу детни семејства, така да професора да го слушнеме звукот на дудучето, да го слушнеме оне стар историски звук кој што во студиото ќе звучи поинаку отколку на поле во градина и каде и да. Не би требало вака да звучи кај децата, тие од почеток ќе си почнат нормално. Но овие инструменти кои што биле дел од секојдневието, ние денес ги нарековме детски музички инструменти. Ете, ако сакате некому да подарите нешто од Македонија, подарете му. А пазарите вријат. Пазарите вријат, да. Да го слушнеме дудучето како звучи утрински. Убаво, да, еве, веднаш се почувствува убаво релаксираност, мислам убава музика, нешто што убаво. Ова всушност се прави од било кое дрво? Да, се прави од дрва кои што се прилагодливи за бушење. Има мајстори кои што ги работат и што е многу интересно,
и столарите кои што им остануваат оние деловите, веќе се Може и веќе прават. тоа да се направи. Да. Така. Многу Така. блиски до децата. Професорка Македонка, ете, ги спомнавме студентите, спомнавме сето она на институтот работите, освен да речеме предавањата кои што ги имате најразлични други да речеме активности кои што ги правите, па кои се те најинтересни за студентите? Па, многу сме креативни, цело време ми смислуваме некои интересни активности на студентите. И вчера баш читав резултати од евалуацијата, тоа е нели оценки од студентите до нас. И многу беа задоволни токму од тоа, дека имаме иновативни начини на наставата, дека секогаш сме креативни, смислуваме некои интересни методи на учење. Така што многу се израдува, видов дека сме на вистинскиот пат. Студентите се обидуваме да ги ангажираме во различни акции кои што се однесуваат на развивање на хуманитарноста, помош на одредени семејства. Меѓутоа често им покануваме и гости предавачи кои што им зборуваат од практичен аспект за своите теми. Сега неодамна имавме адвокат кој што зборуваше за процесот на развод, бракоразводната постапка, најчести видови на разводи, например, и слично. Претходно имавме од Сдруженијето за репродуктивно здравје, каде што им зборуваат токму на овие теми, сексуално, репродуктивно здравје, борба со стерилитет и слично. Исто така, претходно имавме од Заводот за социјални дејности гостувања. Ги носиме во различни видови на институции, каде што можат нели на лице место да видат како се работи некој аспект од нивната работа, но често исто така вршиме истражувања на кои што студентите ни помагаат и тие пополнуваат прашалници, наоѓаат други луѓе што ќе ги пополнат прашалниците, прават интервјуа, одат во семејства каде што прават интервјуа. И тоа исто така значаен дел од нивната работа која што ќе работат во иднина. И го одбележуваме меѓународниот ден на семејството, каде што тие имаат должност да смислат активности и работилници кои што ги работат со различни видови на возрасти на деца, дали се тоа предшколска возраст со градинки, дали се тоа во училишта, или учениците доаѓаат кај нас, па заедно студентите работат додека ние паралелно имаме некој панел дискусии. Што мислите вие дека би било клучно за ова ново современо семејство да биде одржливо? Вие сте личен пример, мајка на 3 деца, каде што може да се постигнуваат работите. Сведоци сме дека имаме енормно зголемување на разводи, иако се склучуваат бракови. Па вие во комуникација со студентите слушате тие од другата страна што велат свет, каде мислите дека, да речеме, треба на кои клучни работи да се обрне внимание, затоа што семејството е клетка на секое општество? За жал, Македонија е земја каде што имаме најголема стапка на разводи по 1000 жители. Тоа излезе каде како податок и дури мене ми беше изненадувачки, неколку пати проверив дали е тоа точен податок, затоа што ми изненади, значи од сите земји на светско ниво испадна дека Македонија има најголема стапка на разводи. Некако во сите негативности сме први. Да, за жал, ете во тоа сме први. Што е клучно? Мислам дека клучно е пред се да има комуникација во семејството, да има отворена комуникација. Ние сме некако во таков народ, во нашата традиција е вкоренето дека за сензитивни работи не се зборува. Ги оставаме така, ги прикутуваме работите, ги ставаме под тепих, што би рекле, и се продлабочува проблемот и после доаѓа до посериозни конфликти, па и до семејно наследство. Затоа мислам дека да се зборува отворено, дека на луѓето им недостасуваат и комуникацијски вештини, начини на разрешување на конфликт. Затоа што младите луѓе денеска имам впечаток дека гледаат... И да се прифаќаат различностите. Да се прави компромис. Се помалку младите луѓе се спремни исто така да прават компромиси. Ама и поминатото имало компромиси? Многу имало компромиси. Многу, и мислам дека ниједна врска, без разлика дали е брак, дали е пријателска, дали е врска со колега, не може да опстие без компромис. Без работа на таа врска и без компромис. Не може се да биде како што ние сакаме, или се да биде по наша, или само ние да бидеме сретни во врската и во бракот и во семејството. Затоа мислам дека треба да се научат децата од најмали нозе на добри комуникацијски вештини, на отворена комуникација, дека ако има проблем треба да се разговара, се седне, да се разговара, да се бара решенија. Ние само така си кукаме, си ги предлабочуваме работите, а не сакаме решенија и не сакаме, не сме луѓе од акција кои што ќе седнат и ќе речат од денес кој ќе биде вака. Исто така многу голем проблем е што не разговараат отворено пред склучување на бракот. Како очекуваме да биде бракот? Кои обврски очекувам да ги има во бракот? Каков родителски стил ќе имам? Како ќе ги воспитувам децата?
дали имаме некакви дури здравствени проблеми во семејството, дали имаме долгови, финансиски проблеми. Значи за сите тие прашања ние воопшто не разговараме. Или што во случај на инфертилност, што во случај ако немаме деца, ќе посвоиме, ќе се бориме. Значи тука многу брачни парови исто така се соочуваат со тој проблем. И кога ќе влезат во брачниот живот, едноставно се ама јас сум изненаден, не од него очекував ова, јас не можам да функционирам со партнер кој што е целосно различен од мојот. Например, во светската практика, нашиот тип на кадар на студенти работат како подготовка на брак, каде што ги интервјуираат партнерите поединечно за секакви видови прашања. Прашалникот е вистина обемен и потоа гледаат кои се потенцијалните проблеми кои што можат да најдат кај партнерите. Да. И се ги седнуваат, посебно ги прашуваат дали сте вие свесни. Дури има прашање зашто мислиш дека ќе троши твојата сопруга? Така. Дали Тоа значи како предбрачно советување. Ние во минатото имавме некакво, да речам, проформа, барем јас кога стапува во брак, потоа го укина. Сега воопшто немаме никаква подготовка за брак. Мислам дека им недостасува на првите подготовка за брак, но и подготовка за родителството. Зашто често се соочуваат со незадоволство и разочараност кога ќе добијат деца од обврските кои што произлегуваат и од промените кои што се случуваат. Така. И ако во минатото брачните парови се разведувале после долги години брак, кога веќе не можеле да се носат со проблемите кои што излегле, сега имаме се поголем број на млади луѓе кои што се разведуваат во првите години од бракот. Затоа што денес, бидејќи нема никаква едукација за брак, за родителство, за семејство, тие единствената едукација ја добиваат од нивните примери на родители и од она што го гледаат на Facebook и на Instagram. Едно што се пласираат многу важни животи, многу важни и често очекуваат дека нивниот живот треба да изгледа така роза. Како фотографија и едно убаво видео. Да, реалноста е малку поинаква. Реалноста е поинаква и многу се разочаруваат и исто така има еден друг проблем. Често забележувам кај студентите дека има таква нека трансгенерацијска траума, кога родителите им викаат кај те родив, кај се запустив, дали беше ти ќе заврши факултет. Ја кога ги прашувам, кога ги бараме причините, зошто не сакаат да имаат деца, затоа што имаме се поголем број на млади луѓе кои што не сакаат да имаат деца. И ги бараме нели причините се многу. Да не навлегувам сега во моментот во тој разговор. Меѓутоа тие велат па кога ја гледам мајка ми, она секогаш ми вика кај те родив, дали беше ти ќе направив кариера. Ќе успеев, ќе заврши факултет. Да. Наистина е тажно колку децата ги гледаат како препрека за одреден успех. Да, и тие велат не сакам да имам дете кој што ќе ме уназадува на некој начин, кој што нема да ми овозможи да успеам во нешто или да бидам успешен, да бидам среќен. Од друга страна тоа што го имаат како пример по социјалните мрежи сосема исто една друга нереалност. Тотално искривена слика која што е нереална. Така што еве да сумирам на крајот би рекла, нели комуникацијата е многу битна, компромисот и работењето на врските. Ние ги сваќаме сите врски здраво за готово, особено за бракот, се трудиме многу пред да влеземе во брак. Да, ама после тоа ништо. А после готово во брак сме. Плюс и ако имаме деца, нема потреба, имаме некаква сигурност, стабилност, тоа имаме деца, имаме на се треба да се работи, навистина. За да имаме трајност на работите, треба да се работат и одржуваат. И ја на студентите секогаш им викам, ако сакам едно нешто да запамтите за целите студии, тоа е дека секоја врска бара работа. Така. И ако не работите, ќе пропадне. Значи исто како кога ни го поливаме цвеќето и тоа се суши, значи идентично можеме да го аплицираме тој пример на Така, убава метафора споделите. Да. Се треба да не губаме, но господине Ѓуровски, интересен пример е последно од Охридската библиотека, која што ја ребрендиравте, создадовте ново лого, нов визуелен идентитет со цел да се оживе ликот и делото на Глигор Пргличев. Па ако зборуваме дека бракот треба да го негуваме, треба да ги негуваме и ваквите институции и се оно што постои во Македонија. Споделите ни за ова и колку се грижиме за визуелниот идентитет како што се грижи Охрид и бисерот на Македонија за тоа што тие го имаат и негуваат. Па треба да се грижиме, не можам да речам дека не се грижиме. Меѓутоа треба да се грижиме многу повеќе и да го вклопиме, таа грижа да ја вклопиме во оваа технологија од која не можеме да избегаме, него мораме ние да ја следиме. Затоа треба има многу институции, многу важни институции во Република Македонија што треба да го прилагодат својот визуелен идентитет на овие нови услови кои сега ги имаме.
Значи треба да се прилагоди тој идентитет на дигиталната технологија, на социјалните мрежи, затоа што се повеќе младите се ориентирани кон едукација од она што го гледаат на социјалните мрежи. Како прашате некој каде е библиотеката, голем дел од нив нема ни да знае каде е. Да, меѓутоа ќе го земат телефонот и веднаш ќе се снајдат каде е библиотеката. Да. Тогаш веќе доаѓаме до една ситуација како библиотеката таму е визуелно представена. Мене поттик всушност за да го ребрендирам логото на библиотеката Григор Парличев од Охрид ми беше всушност тоа што они се доста активни за разлика од други библиотеки кои имам прилика да ги видам на социјалните мрежи. И таму се приметува нивниот пристап кон негувањето на македонската кирилица. Затоа што се случува многу често не само библиотеките, туку и други институции да употребуваат букви кои се несоодветни. Значи, тогаш праќаат лоша порака до сите на социјалните мрежи. Прво праќаат лоша порака за самите за себе. Како институција. Да, како институција не водат грижа за тоа како она што го кажуваат ќе биде напишано. Значи тука треба да се работи на решавање на тој проблем. Јас се обидувам тоа да го на некој начин. А тие треба да бидат еден репер. Апсолутно, треба да ни служат они како пример како треба тоа да го правиме. Јас се сеќавам и како помал, јас во помладите години ние се одушевувавме како зборуваат спикерите на телевизиите и така натаму. Александар Деловски, Бранка Станковска. Бранка Станковска беше незаборавно нешто. Мислам да ја со уживање да слушате како зборува независно за која тема говори. Така, да. Да, исто така за кирилицата. Кирилицата е дел од светското културно богатство, како и сите други писма, писмата на сите народи. Тоа е богатство кое треба да го негуваме, затоа што е нашата кирилица специфична. Специфична е во поглед на прво буквите што ги користи и имаме само една буква која сега не спречува да го решиме проблемот глобално. Која е таа буква? Тоа е малата буква Ѓ. Зошто? Затоа што изгледа различно од сите кирилични букви во светот. Никој во светот нема мала буква Ѓ што изгледа така. Тоа е убаво, барем ќе се разликуваме и ќе се идентификуваме по нешто да сме различни. Точно така. И треба да се разликуваме и треба да ги почитуваме различностите. Меѓутоа, на глобално ниво постои организација која се вика ЮНИКОД и која организација ги регистрира сите писма, сите изгледи на буквите во светот, независно за кој јазик се работи. Таа буква нема свој коден број. Значи малата буква Ѓ. Ние сега, јас го решавам проблемот во моите фонтови, го решавам проблемот локално. Меѓутоа, тој проблем треба да се реши глобално. За глобално да се реши, тука треба да има учество од институции кои се повикани тоа да го направат. Например, јас како поединец не можам да се обратам до ЮНИКОД организацијата со барање за добивање број за таа буква. Тоа треба да го направи државата или некои овластени институции од државата. Ќе се обидам да бидам краток, меѓутоа треба тоа да се објасни. Во случајов сега, кој ќе одбереме ние за пишување македонската статура на компјутер, првото пишување, ако употребиме искосени букви, така наречени италик, се појавуваат букви кои не припаѓаат на македонската кирилица. И често таа грешка се прави и од страна на институциите и од сите корисници. И на тој начин со нереагирање на ова тие букви веќе стануваат одомаќени и веќе децата ги гледаат тие букви како свој, препознаваат како свој. Значи, за да тоа се реши глобално, прво, не можеме да окривуваме никој, затоа што софтверските компании ги отстапуваат тие места на најбројните корисници. Значи, ако споруваме за кирилицата, најбројни корисници се припадниците од Русија. И затоа се појавуваат руски букви. Тогаш, за да тоа се избегне, треба сите наши букви да имаат свој број. Кои ќе имаат нашите букви свој број, софтверските компании автоматски тоа го поврзуваат со софтверот кој го прават и ние кој ќе одбереме македонска кирилица, тогаш тие ќе бидат поврзани со кој треба да направи да ви помогне за да може глобално да се обратите за да се реши проблемот и да имаме код кој што ни е како потребен за ако сакаме да го зачуваме македонскиот идентитет со јазикот кој го зборуваме и со кириличното писмо кое го имаме и негуваме. Па јас се обидувам повеќе од 15 години да иницирам
некоја постапка која ќе води на тој пат, меѓутоа не наидувам на разбирање од ниедна институција до сега, немам реакција во тој поглед. Меѓутоа имаме ние среќа. А институции имате обратено? Институтот за македонски јазик? Јас имам обратено писмено до Институтот за македонски јазик, сум комуницирал преку телефон, не директно, затоа што тешко се обезбедува прием во Министерство за култура. Добро, и на телефон, што ви одговориле? Да, меѓутоа, знаете што? И Министерство за култура? Да, и во Министерство за култура, а имам писмен документ во Институт за македонски јазик, тој е доставен кај нив. Меѓутоа, немам реакција на тоа. Разбирате, од необјасними причини, меѓутоа еве, не се реагира. Затоа сме ние тука да ја кренеме свесноста и совесноста кај оние кои што имаат и такако влијание за да го направиме ова час поскоро, за ако сакаме да го зачуваме нашиот идентитет, тоа можеме единствено преку јазикот и преку македонското кирилично писмо кое веќе ќе иде во заборав пишувањето, а ќе го имаме дигитално. Но нема да одат во заборав сите оние инструменти, професоре, кои ги предавате на универзитетот. Тамбура, гајда, оркестар на народни инструменти кои што ги предавате на универзитетот во Штип. За кој има најголем интерес кај студентите? За сите. Најмногу е кавалот, ама обично има за сите. Им се надоврзуваат после. Едно време мислам дека и тапано така доста беше. Да, се уште, значи веќе е голема благодарност е на се што до сега се случи. Некаде од 2000-тите години почна да се воведуваат покрај тоа што беа во факултетот за музичка уметност во Скопје како оддел. Да. Се отвори во Средното музичко училиште во Штип, во Скопје, сега имаме многу нижи музички училишта, така што веќе си имаме и своји генерации што доаѓаат заинтересирани, подготвени, но има и многу кои што почнуваат од нула. Кај нас тоа е за радост, а и гледам и општо и на македонската музичка сцена има доста млади луѓе кои што се навраќаат да ги свират тие инструменти. Исто е тоа радост. И кои ги метнуваат во известите. Да, но знаете како викаат, каде што има квантитет, се губи квалитет. Така што тука имаме малце пат на квалитетот. И како се вика, не може сам против сите. Најдобра работа е вака преку учебници да навлеземе директно од најмалите нозе, да почнат од нула, да го изучуваат тоа како што се вика на македонски начин. Така. Да. На македонски начин до една минута пред реклами да засвириме уште еднашка на Додучата. Нема проблем. Може. Бидејќи песната е лек за душата. Така, ако зборуваме за многу темелни проблеми, семејство, азбука, мислам дека може да се лекуваме со звукот на дудукот. Така. Повелете. Благодарам. За македонските народни инструменти, за македонското дудуче, за семејството и за многу повеќе. Час поскоро ќе зборуваме по реклами.